Почитувани, каков очајнички обид на Груевски да излезе од калта во која што самиот западна. Со невидено подценување на граѓаните, премиерот се обидува да го оттагне вниманието на јавноста од огромниот скандал со списоците на партиските војници на ДПМН. Вчера Груевски бегаше од новинарите. Денес се заканува со тужби за А1 и прават циркузи пред МВР. Срамота е. Во секоја нормална демократска држава, после ваков скандал премиерот не само што безусловно поднесува оставка, туку се повлекува од политика. Но за Груевски повторно е виновен некој друг, со што потврдува дека е подготвен на се за да избега од собствената одговорност. И каква иронија, Груевски бара помош од Јанкуловска, носител на листа на ДПМН. Па таа е можен соучесник во скандалот со списоците со кои што е сторено тешко кривично дело и директно е загрозен изборниот процес. Господине Груевски, забегавте во лажењето. Веќе секоја искажена реченица на вашите сопартици станува лага. Списоците на СДСМ не се тајна. Впрочем, тие се доставени до ДИК. Тоа се и ќе бидат членови на избирачки одбори и контролори кои СДСМ ги номинира согласно изборниот законник. Тоа се луѓе најотпорни на вашите закани, притисоци, злоупотреби со кои ще се обидувате да фалсификувате народната волја. Меѓу нив има и наши родители, татковци, мајки, сестри и браќа. СДСМ го повикува јавниот обвинител да делува веднаш, бидејќи согласно законот сите евентуални кривични дела, поврзани со изборите, се процесуираат по итна постапка. Јавниот обвинител е должен во координација со ДИК да утврди дали во списоците на ДПМН има административци кои истовремено членуваат во изборните органи. Тој има одговорност веднаш да ги санкционира сторителите на ова многу сериозно кривично дело и да го врати изборниот процес во нормала во законски рамки. А оние луѓе, раководители во јавната администрација, на кои исто така под притисок од страна на ДПМН им е наложено да прават списоци на гласачи, ги повикуваме веднаш да престанат со таквите активности и да го разобличат овој режим на сеење страв. И нив сме спремни да ги заштитиме. Но на 6 јуни ќе биде предоцна. И на крајот ќе користиме оваа прилика да ги охрабриме граѓаните. Не треба да се плашите за сите притисоци, можете слободно да зборувате. Ние ќе ве заштитиме. Граѓаните може да бидат спокојни, зашто заедно со нив на 5 јуни ќе го разобличиме овој ненавиден режим. Ќе ја вратиме слободата. Сите заедно ќе сториме се ова никогаш повторно да не се повтори.